Нови загрижувачки податоци за демократијата во Македонија. Угледниот магазин Економист ја рангираше земјава на 78-то место во групата на хибридни режими во најновиот извештај за индексот на демократија во светот за минатата година. Македонија во групата на хибридни режими е на ниво на Боливија, Сенегал, Црнагора, Уганда, Бутан, Либан и Нигерија. Со скор од 5,89 земјава бележи пад според индексот на демократија во последниве 4 години во однос на претходните години, кога оценката била над 6. Економист нотира дека пандемијата предизвикала невидено назадување кога се во прашање демократските слободи во 2020-та во цел свет. Од земјите во регионот, најдобро рангирана е Грција на 37-то место, а најлошо Босна и Херцеговина на 101-то, кое исто како и Македонија ја става во групата хибридни режими. Србија и Бугарија се меѓу државите со демократија со недостатоци, а Бугарија е детектирана како дефект на демократија поради загриженоста околу независноста на судството и слободата на медиумите. И покрај лошите резултати од СДСМ сметаат дека извештајот е добар. Земјава била пофалена во делот на одржаните избори, но сме назадувале само поради опозицијата и лажните вести пласирани од неа. За 2020-та се воочени благи негативни моменти кои се должат на две причини, односно поради рестрикциите, кои секако беа неопходни во време на пандемија и здравствена криза, како и поради недостиг на напредок на политичка култура, што главно се должи на лажни вести, на политички радикализам, самовластие и наказнивост, за кои што има и јавно познати виновници. Свежи се сеќавањата како се однесуваат членовите на преодната влада од редовите на ВМРО ДПМН, како се однесуваат Наке Чулев и Христијан Мицкоски во однос на прекршување на бројните мерки и задолженија, како и нивна неказнивост. За лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски извештајот е показател дека земјава е на дното и дека владата на СДСМ лошо раководи со државата. Заев ветуваше иднина во Европа, а не може земјава да мрдне од Африка. Ветуваше живота, стана рекордер по мизерија. Ветуваа правда, останавме заковани во хибриден режим. Македонија во владата на Заев и официјално е хибриден режим кој е најкорумпиран во Европа. Ако според Transparency International сме една од најкорумпираните држави во Европа, во групата со Танзанија, Буркина Фасо, Колумбија, Гамбија. Според индексот за демократија сме хибриден режим заедно со Ел Салвадор, Украина, Бангладеш. Диагноза е мафија, одговорот мора да е народот. Ќе победиме затоа што друг избор нема Македонија. Стои во делот Facebook статусот на Мицкоски. Индексот за демократија се мери во 5 категории: изборен процес и плурализам, граѓански слободи, функционирање на владата, политичко учество и политичка култура. Врз основа на 60 индикатори во овие категории секоја земја се класифицира како целосна демократија, демократија со недостатоци, хибриден режим и авторитарен режим. Претходно Македонија се најде и на разочарувачкото 111-то место на непопуларната листа на Transparency International според индексот на корупција, кој е најнизок ранг откако се мери корупцијата во земјава.